Финансиската полиција го уапсила Борче Марковски, сопственикот на Марковски компани и уште неколку директори од РЕК Битола, неофицијално дознава Алфа од своји извори. Марковски, кој е конзул на Белорусија, е уапсен поради сомнение за местење на тендер во износ од околу 100 милиони денари или 1,6 милиони евра, кои што се испумпани од државниот буџет. Станува збор за сделка со која биле испумпани огромни средства од државниот буџет во периодот на власта на СДСМ и ДУИ, кога беше јавна тајна дека Марковски компани беше омилена за ваков тип бизнеси. Конкретно за случајов, информациите укажуваа дека Марковски компани дневно заработувала по 63.000 евра од само 10 булдожери кои копале во РЕК Битола, или математички по околу 16.000 денари за само еден час работење на една од овие машини. На ваков начин, според информациите до кои дојдовме, Марковски компани за само 2 години заработила фантастични 200 милиони евра од државата. Инаку и по изборите власта на ДУИ и СДСМ во заминување продолжи да испумпува пари преку РЕК Битола, склучувајќи договори со Марковски компани. Веднаш по изборите на крајот на мај ланската година, компанијата на белорускиот почесен конзул ќари нов тендер тежок на 4,8 милиони евра за изнемување на багери, камиони и помошна механизација. Договорот кој е вклучен во изборен период лани имаше важност 18 месеци, а тоа значи дека и новите директори на државните електрани биле обврзани да исплаќаат пари на оваа фирма која се поврзува со сомнителни тендери. Марковски компани добиваше тендери во 2023. Во јавноста остана запаметен оној од фантастичните 46 милиони евра од ЕСМ за ископ на јаглен и меѓуслојна јаловина, а неколку дена претходно за истата намена се офајдија со тендер од скоро 25 милиони. Од позиција на тогашна опозиција, ВМРО ДПМН предупредуваше дека Асаф Ейсин, израелскиот гуру за пиар стратегии на СДСМ, джебовите ги полнел токму од милионските тендери на РЕК Битола, што со години ги добивал Борче Марковски и неговата Марковски компани. Инаку, омилената фирма на тогашната власт, која со години е добитник на милионски тендери според податоците од Централниот регистар, е основана во 2002 година со паричен влог од 2500 евра.